Министре, ако добро разбрав, не ја поддржувате концепцијата на претходната министерка со апсолутна дигитализација, туку миксот кој што го предлагаме цел свет, да се разбереме тука, тоа беше само кај нас апсолутна дигитализација без печатени учебници. Значи, ако добро ве разбрав, ќе има мешано и дигитални учебници и печатени учебници. Така и треба, затоа што и сами знаете дека нема доволно услови нити во училиштата, ниту пак родителите. Знаете, вашата предходничка одеше книжар и затвараше. Со полиција се расправаше, она како наклада ќе ги палеше печатените учебници. Добро е што сте сватиле дека печатени учебници мора да има. И еве, јас би ви препорачала најблизок модел на дигитализација вака има во Република Хрватска. Можете слободно да го проучите тој модел, и дигитално, но и печатени учебници. Кога се консултиравме со колегите од Република Хрватска, знаете како, беа фрапирани кога им кажавме дека, не знам, само ние дигитални учебници ќе има. Една година го спремале тој концепт, само една година, дури цела година ги обучувале наставниците. Не е тоа така како што замислуваше Мила, дека денеска ќе реши по еден месец, и затоа е хаос. Се надевам дека ќе го исправите хаосот. Иако искрено не верувам, бидејќи сте дел, односно сврзувате влада која што е најспособна у историјата на Република Македонија. Но, еве, проучете го концептот во Република Хрватска, да видите дека не се прави тоа така како нејзе што текнало, бидејќи на крајот на денот, знаете, образованието не е невладин сектор и не е проект на невладин сектор, туку е темелот на државата. Така да, сметам дека ова што го кажавте, ако е така, ќе ве следиме, ќе видиме дали ќе биде така. Ево ред, и така треба да биде, дигитализација заедно со печатени учебници. И то внимавајте, се не ве разбрав добро. Дали очекувате дека општините ќе печатат? Не. Секако дека не, тоа треба да биде обврска на владата и на вас како министерство. Благодарам. Делумно сум задоволна од прашањето, бидејќи не разбрав дали е така или не е така. Благодарам.